По 3 дена упорен дожд, недојдените води на Козјачка река го истенчија заштитниот насип кај селото Карвинци. Од ноќеска 10 куќи се во ризик од поплава и големи проблеми за собствениците. Поплава ќе улезе водата тука па надолу низ куќите. Па најпрво мојта е наопасно место, после овие комшиите надоле. До прагот стигнатата неволја на лице место утринава го донесе и градоначалникот Јордан Насев. Во моментот вршиме санација на десниот брег на Козјачка река во Карвинци и мислиме дека со ова ќе биде времено заштитено ова речно корито. Очекуваме да дојде во текот на наредниот ден поголема механизација кај што ќе биде интервенција направена и ќе биде трајно решен овој проблем. Освен во Карвинци, Козјачка река проблеми донеси и на жители од селото Козјак. Маката за мештаните е единствениот мост кој ги поврзува двете дела од селото. Доколку најдојдените речни води го урнат мостот, над 30 на жители буквално ќе бидат одсечени. Народот не може да мине, има дупка голема од таа страна, има ставени 2 греди и толку е така растојание и може да пропаднат. Значи има таа страна куќи што треба да минат, не може да минат народот. И стока да потераш преко реката не може да минеш, мора на мост. Додека не спречи тај мост, ќе направи голема штета, там минат 7 фамилии, ќе не може да минат, ќе не може да јаде и да се купуваат од тука од парајци. Во однос на вториот проблем, градоначалникот Насев тврди: ургентно денеска го решаваме. Во текот на денешниот ден и овој проблем ќе биде саниран. Под Плочковичкиот регион како е? Па за сега немаме дојава дека имаме одредени проблеми и покрај тоа што водостојот на реките е зголемен, очекуваме во следните неколку дена, значи будно со механизација да бидеме на терен и да немаме проблеми. Иако мала, Козјачка река при поголеми врнежи редовно прави проблеми во неколку, а особено во овие 2 села. Регулацијата на водотекот и понатаму останува како еден од проблемите кој во најкраток временски период мора да се решава.